Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Утрово зборуваме за влијанието на зимата, на студеното време, но и други фактори во овој период кои влијаат кај пациентите со кардиоваскуларни заболувања. Со доаѓањето на зимата покрај убавините кои што самата таа си ги носи, за жал се зголемува и ризикот за одредени групи пациенти, особено оние со кардиоваскуларни заболувања. Студеното време, наглите температурни промени, физичкиот напор кога е студено надворно и други ризик фактори може да бидат сериозен предизвик за срцето и крвните садови. Како зимата влијае на кардиоваскуларното здравје? На оваа тема утрово разговараме со доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Добро утро, доктор Антонио, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, добро ве најдов. Така. Зошто зимата носи понекогаш можеби и поголем ризик за кардиоваскуларното здравје, посебно за оние пациенти кои веќе ги имаат проблемите со срцето? Зимата носи ризик од неколку причини. Рековте ниските температури, студот, промените во начинот на живот, помалку физичка активност, помалку излегување во природа, повеќе престој во затворени простори, промени во начинот на исхрана, консумирање на енергетски богата храна со многу масти и сол, наша традиција за прејадување, повеќе внесување на алкохол. Значи, сето тоа се фактори кои што штетно влијаат на здравјето, на сите нас. Посебно на пациентите кои што веќе имаат влошено кардиоваскуларно здравје. Да почнеме еве од студот. Секогаш асоциацијата со зимата ни е студот, ниските температури. Реално проблем, затоа што носи физиолошки промени во телото. За жал, не на добро. Студот, ниските температури предизвикуваат спазам, стегање на крвните садови. Пред се на периферијата, на краевите на телото. Под кожата, ние знаеме сите дека кога е ладно најмногу ни страдаат прстите, носот, ушите. Да. Зашто е тоа така? Телото се обидува да ја задржи температурата на внатрешноста. Значи, приоритет е да се задржи температурата на јадрото на телото, за да се обезбеди функција на виталните органи. Тоа се срцето, белите дробови, мозокот. На еден начин се прави прераспределба на крвотокот. Организмот си прави приоритет, што му е во моментот поважно. И избира некои делови на телото, што во моментот не му се витално значени, да ги на еден начин стави во втор план, да ги исклучи. Сега, за да бидам разбран, тоа значи дека одеднаш километри на крвни садови, затоа што зборуваме за капилари, тоа се многу мали крвни садови, кои што носат крв до секоја клетка во телото, во секој дел на телото. Одеднаш се стегаат. Тоа значи дека километри на крвни садови сега имаат намален проток. Предизвикува зголемување на отпорот на движењето на крвта сега во крвотокот. И го зголемува крвниот притисок. Значи, тоа си се едни реакции физиолошки кои што организмот ги работи како што е програмиран. За жал, нема начин поинаку да реагира. Но тоа што значи сега за срцето? Срцето е помпа. Таа има задача да соодветно достави крв до секоја клетка во телото, затоа што преку крвта носи храна, носи кислород, ги одзема сите штетни материи што се производ од функционирањето на клетката. Сега пумпата, за да одговори сега на тие променети услови, мора посилно да работи. Ќе ја забрза работата, за да преку забрзаната работа побрзо ја врти крвта, за да донесе доволно кислород и хранливи материи. Значи, тоа стегање на крвните садови за срцето значи зголемен напор. Треба повеќе да работи. Сега, ако кардиоваскуларниот систем е здрав, без проблеми, многу полесно се прилагодува и се приспособува.
А ако Но имаме доколку веќе проблем, има како проблем, например стеснати крвни садови, со артериосклероза, плакови, и сега стегањето на крвните садови дополнително ја влошува циркулацијата, делови од телото почнуваат да страдаат, не добиваат доволно дотурна крв. Во зависност кои се тие променети, оштетени крвни садови, такви ќе бидат манифестациите. Ако се тоа крвните садови на срцевиот мускул, одеднаш имаме проблем со крвотокот во мускулот и кај народот популарно се нарекува ангина. Пациентите добиваат болка, ако се тие промени поголеми, за жал завршува со развивање на инфаркт. Значи, ако дел од мускулот не добива воопшто дотурна крв, ако артеријата целосно се затвори, тогаш има прекин. Сега јас само кажав еден механизам, тоа е стегањето на крвните садови, што е физиолошка реакција, но не се завршува тука. Што прави друго студот? Студот предизвикува промени во вискозноста на крвта. Сакам да бидам разбан, се изразувам народски. Велат крвта станува погуста. Се зголемува бројот на тромбоцитите, тоа се крвните клетки кои што учествуваат во создавањето на згручувањата, на тромбите. Ако тука додадеме ризик дехидратација, во смисол не внесуваме доволно течности, или консумираме алкохол. Алкохолот доведува до дехидратација на клетките, стимулира диуреза. Кафето. Сега ги кажувам овие работи затоа што тие се наше секојдневие за кое што не сме свесни. Кафето е диуретик. Така, треба да повнимаваме. И сорламе течност, ако не внесуваме доволно, да течност не дехидрира. Го качува притисокот. Тоа сме свесни. Пушењето, цигарите. Не Ке може ли да, се извинувам што ве прекинувам, да погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме до каде што стигнавме. Останете со нас, почитувани гледачи, повелете, јавете се, поставете прашање за да го добиете советот и препораката за проблемот кој што го имате. Со доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември, зборуваме за влијанието на зимата кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања, но и велиме секогаш генерално влијанието на зимата, студеното време и кај секого од нас. Споменавте студот, нели, на почеток како еден од ризик факторите, продолживме да ги набројуваме и останатите, стигнавме до цигарите, алкохолот, ја споменавме масната тешка храна која дополнително индиректно си влијае на работата на срцето. Зголемен ли е ризикот во овој период од инфаркти и мозочни удари? Дали и тоа во пракса се гледа? И зошто? Статистиките се дека најголем пораст на инфарктите е во зимските месеци. Реков како делува студот директно на крвните садови. Со стегање на крвните садови ја влошува циркулацијата, крвотокот. Но тука не завршува. Може да доведе до дестабилизација на плакот. Тоа е кај тие пациенти кои што веќе имаат наталожено масти во крвните садови, кај што постои стеснување. Студот преку зголемување на крвниот притисок може да доведува до прскање на плакот. Прскање на плакот значи дека една стабилна обвивка, ако се оштети, на тоа место се создава можност за налепување на тромбоцитите. Тромбоцитите кои што во зимските месеци се во зголемен број, каде што густината на крвта е поголема, доведуваат до создавање на згручување и затварање на артеријата. Тоа затварање на артеријата значи прекин целосно на протокот на крвта и еден дел од мускулот сега не се снабдува со крв. Ако тоа трае доволно долго, тој дел од мускулот ќе биде трајно оштетен. Да. Во зависност колкав дел од мускулот е оштетен, ќе има помали и поголеми последици на пумпната моќ на срцето. Може да резултира со слабост на пумпата. Студот предизвикува зголемена активност на симпатичкиот нервен систем. Што значи тоа? Адреналин, кортизол, тие се хормони кои што се лачат како еден одбран механизам на организмот. А тие доведуваат
рефлексно до зголемување на срцевата фреквенција. Зголемување на притисокот го оптеретуваат срцето. Видете, повеќе механизми се, крајниот резултат е поголем напор на срцето, неможност да одговори на потребите, кај здраво срце, пак ќе кажам, за да не бидам погрешно разбран, механизмите на прилагодување се ефикасни. За сето тоа да го балансираат, да нема проблем, да нема последици. Затоа потенцирам кај луѓето кои што веќе имаат диагностицирано проблем со циркулаторниот систем, со срцето, ризикот е значително поголем. За жал сега мора уште еден податок да кажам, дека официјалните статистики и искуства кажуваат дека четвртина од случаевите кај што имаме ненадејна срцева смрт, нагла срцева смрт, се кај лица кои што претходно немале симптоми. Значи не се пожалиле дека имаат некој проблем и одеднаш имаме инфаркт или некоја аритмија малигна која што резултира со смрт на пациентот. Пазете, велам пациентот, тој не бил пациент, немал проблем. Едноставно не сме знаеле дека има проблем. Проблемите? Па еве видете, истите тие статистики велат дека кај популацијата постара од 30 години, 35 години. Пазете, збориме за млада популација, работоспособна, најпотентна, во најпотентниот дел од животот. Дека во 20 на 25% од случаевите имаат зголемен крвен притисок, а не се свесни за тоа, не знаат. Тоа е посебно карактеристика на земјите во развој, како што е наша Македонија. Затоа што немаме ефикасно скрининг. Едноставно не проверуваме за да видиме дали имаме или немаме зголемен крвен притисок. Истата ситуација е и со коронарната болест. За жал, јас сум интервентен кардиолог, нели, и стентови, и песмейкери вградувам, и гледам многу млади луѓе кои што имаат коронарна болест и првата манифестација им е инфаркт. Значи, доаѓаат на доктор, кога веќе имаме запушување на артерија, оштетување на мускулот. Некогаш успеваме, ако на време дојде пациентот, да отвориме артеријата и да помине без последица, мускулот да не биде оштетен. Некогаш касниме. За жал, касниме, затоа што некогаш пациентите доаѓаат премногу касно. Болката била предходниот ден или пред 2 дена, па дури после тоа доаѓа да побара помош, односно да побара совет од доктор. Затоа е многу важно, доколку постои градна болка посебно, која што знае да трае повеќе минути, да се помисли дека постои проблем, некој, и да се консултира доктор. Затоа што често пати луѓето знаат да го оправдуваат тоа со, временските влијанија, ладно е, дува ветер, влажноста е зголемена, воздухот е загаден, не му придаваат соодветно значење на тој симптом и затоа касно доаѓа. Сето тоа влијае, меѓутоа ако веќе забележат никакви симптоми, треба навреме да дојдат. Се случува ли пациент да дојде така заради нешто веќе што забележал, па во оној првичен разговор кој што така го правите со пациентот пред да се премине на дополнителни исследувања, да востановите дека кај него веќе имало некаков постоечки проблем за кој не бил свесен или не бил откриен или не била направена контрола. Ако се поразговара со пациентот, како што треба. Мислам, реално тоа ние од нашите учители учевме дека анамнезата, прашањето, собирањето на информација е пола диагноза. Затоа што многу пати едноставно луѓето поминуваат преку симптомите, не им придаваат значење. Кој ќе ги прашаме, добро, дали имало ваков проблем, дали се случувало предходно, дали при напор или при некои неповолни влијанија, одеднаш ќе се сетат, имав јас ова нешто ми се случи и пред година дена и веќе знаеме дека тој проблем не е од вчера. Нормално ни помага за да се одлучиме сега за повеќе испитувања, во кој правец да одиме за да дојдеме до диагноза.
Дали во овој зимски период, кога и времето е студено, најранливи категории, така се повозрастните, постарите, луѓето кои што веќе имаат постоечки кардиоваскуларни заболувања, но и оние кои неодамна доживеале некакво срцево случување? Тие што веќе имаат кардиоваскуларна болест, апсолутно спаѓаат во категорија со најголем ризик. Да. Значи, ќе кажеме, пациентите кои што имаат прележано инфаркт или имаат стабилна коронарна болест. Стабилна тоа значи дека со контрола, со лекови, со модифицирање на начин на живот, пациентот нема тегоби, функционира нормално. Но тоа не значи дека е здрав. Зимата и незините влијанија доведуваат до дестабилизирање на состојбата. Значи, ќе се повторам. Студот, го објаснивме. Промената во смисол престој во затворени простори без физичка активност. Што значи? Ние секогаш препорачуваме движење, затоа што тоа е корисно. Корисно за регулирање на притисокот, корисно за регулирање на мастите, за кондиционирање на срцето, за подобро да работи, да функционира. Во зимските месеци ние избегнуваме движење, не ни е пријатно да одиме надвор кога е ладно. Кога е студено, да. Сега избегнуваме движење во природа, кај што воздухот е чист. За жал, загаденоста ни е страшна сега, да не ги плашиме гледачите, меѓутоа статистиките велат дека Скопје нема ни 20 дена во годината квалитетен воздух. Да. А во зимските месеци загадувањето е уште поголемо и сега тие штетни влијанија на PM честичките, повторно на крвниот притисок, на коронарната болест, на аритмиите, само допринесуваат заедно со студот срцето да работи во неповолни услови. Сега, ако не се движиме доволно, а сакаме да јадеме повеќе. Тоа е некако ни е влезено во подсвеста дека зимно време треба да јадеме повеќе калорична храна, масна храна, нормално вкусна храна значи и солена храна, и доаѓаме во ситуација помалце трошиме, повеќе јадеме. Да. Нивото на холестерол ни се зголемува. Сме успевале со лекови да го контролираме, до скоро било по некои прифатливи вредности, и сега веднаш холестеролот ни е горе. Да. Скока холестеролот, нормално од солената храна, турши, саламурено, такви работи, тоа е нели наша традиција, ни скока притисокот и сега имаме одеднаш дестабилизирање на состојбата, па имаме манифестација на коронарната болест. Пациентите со зголемен притисок, одеднаш притисокот не им е добар. Да. А ќе речат терапијата редовно си ја пијам, редовно си ги пијам, и сега ако ќе поразговараме, ајде да видиме што се сменило. Па сега сакам да се напијам расолница. Добро, викам, расолницата има многу сол, знаете, тоа е конзерванс. Сакам да си каснам туршија и одма доаѓаме до коренот на проблемот. Сакам да си каснам чварки, па видете, значи, преска застанавме кај пушењето. Цигарите се, јас на моите пациенти велам, најмногу што може да си помогнете лично е да престанете да пушите. Значи, самите повеќе да си помогнете не можете, освен да престанете да пушите. Никотинот ја зголемува реактивноста на крвните садови. Значи, пушачите се поосетливи на влијанијата на студот, на влијанијата на адреналинот, кортизолот, затоа што реактивноста од влијание на никотинот е зголемена, кај нив спазмите се поизразени. Пушачите и кога не се изложени на студ, на ладно, имаат послаба циркулација на краевите на телото, заради грчење на крвните садови. Сега морам да го кажам, должен сум, затоа што тоа е навика која што статистиките велат 50% од популацијата во Македонија е голем бројот. Така, да. Јас само се извинувам што ќе ве прекинам, гледачот чека на линија да го постави прашањето, да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали сте на линија да го слушнеме вашето прашање? А во исто време ги поканувам и останатите гледачи да се јават, секако ќе добиете совет и препорака, секогаш е добра и дополнителна консултација. Да се обидам уште еднаш, дали имаме гледач на линија? Така.
Ајде, се надевам дека ќе се обидете уште еднаш да се јавите за да го поставите прашањето. Да, штетни навики за постарата популација, се извинувам, така. Останав должен на прашањето. Ако ги тргнеме на страна, нели, пациентите кои што имаат кардиоваскуларни проблеми, возраста сама по себе е фактор, затоа што постарата популација потешко се прилагодува на зимските услови. Еве на студот. Да објасниме за студот. Центрите за терморегулација во таламусот, тоа е во мозокот, соодветно реагираат на информациите за температурата на средината. Кај постарите луѓе, тие центри за терморегулација малце поспоро реагираат или несоодветно реагираат. Друго, кај постарата популација нормално има помала мускулна маса. Мускулатурата е таа која што учествува во создавање на топлина. Знаеме кога ни е ладно, велиме се тресеме. Тоа е грчење на мускулатурата, што создава енергија, топлина, за да го загрее телото, повторно внатрешноста на телото. Кај постарите луѓе тој механизам е послаб, затоа што немаат мускулна маса. Обично постарата популација има и помалце масноти, помалце масно ткиво под кожата, која што е некоја термоизолација. Сето тоа ги прави, од друга страна морам да кажам дека и базалниот метаболизам кај постарите луѓе веќе малку е поспор. Да. Така да сето тоа ги прави поосетливи на влијанијата на студот, не во смисол само на изложеност во надворешни услови, меѓутоа и во внатрешни простори. Гледаме дека повеќе се облечени, така можеби нас ни е топло, а ни ми е пријатно и добро. Тоа е за причината, затоа што потешко ја одржуваат телесната температура и затоа се препорачува да престојат во просторијата да биде на некои 22 степени, не помалце, за да може телото подобро да се справи. Да се прилагодува така. Да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања. Добро утро, повелете. Добро утро. Да. Поздрав докторот, професионално. Благодарам. Народско. И едноставно на секој човек може да го разбери. Поздрав до докторот. Да, само успевате да за поздравот, само тоа го слушнавме, да. Ајде продолжете, се надевам дека сега ќе можеме и убаво да ве слушнеме. За докторот голем поздрав, професионално, народски, едноставно, секој може да го разбери, свака му част. Голем поздрав. Благодарам. Така, сакавте само поздрав, да упатите. Во ред, ајде да продолжиме. Така, со следниот гледач, добро утро и за вас. Ало, чукате? Ништо. Така, ајде продолжете со прашањето. Добро, ве слушаме. Ало, ве слушате? Ве слушаме, да. Добро, да, имам два стемца до докторот прашање. Арно, амас немам снага сега, дали пак треба да одам на кардиолог, дали и од малку прстите ми студат, ноктите, мислам не ноктите, под ноктите, тие врвовите на прстите, од малку, ладно одма ми студе. Проблем нешто има, ама не знам. Иначе, едниот првиот стент ми е од доктор Пејков или Пејковски, како беше, абе не го греш. Така, пред колку време се ставени стентовите? Тоа е 2014, а вториот стент ми е 23-та. Добро. Во ред, ви благодариме за јавувањето, прашањето. Ќе погледнеме блок реклами, останете со нас до самиот крај, веднаш по рекламите ќе го упатиме советот и препораката до вас. Продолжуваме понатаму и веднаш по рекламите и гледачот го очекува советот и препораката од вас, доктор Антонио. Господинот кажува дека нешто се променило. Дека сега чувствува некои тегоби, се заморува. Коронарната болест знае да има прогресија. Интервенцијата била едната пред
12 на години. Другата пред 12 на Да. години, така да реално сега пред 2 години е повторно проверен. Меѓутоа, ако господин има некоја промена во состојбата, нешто сугерира дека можеби се случува со стентовите или можеби на некое друго место проблем, ќе мора да појде да се провери, да си направи една контрола. Тоа со помодрувањето на краевите на телото, прстите, значи влошена циркулација. Ако и тоа е некој нов момент, ако не било случај порано, зборува за некој нов проблем. Така да останува да се провери. Добро исследување и испитување, така ќе покаже што е во основа во моментот важно е во проблемот. зимските месеци. А може би и не е нешто сериозно, да. Видете, важно е во зимските месеци пациентите да помислат дека може да има промена во состојбата, дали на притисокот, дали на аритмијата, и да се проверат. Не мора директно да појдат на доктор, доволно да го измерат притисокот, да го проверат пулсот, ако видат дека не е како што треба, да си побараат консултација со доктор. Ако имаат симптоми, како господинот, ако нешто се менува, не е како што било, повторно тоа значи дека треба да се консултира доктор. Така да. Физичката активност, да, рековте, потребна ни е на сите нас, во многу позитивни ефекти, односно дава комплетно за здравјето, но физичкиот напор во зима и кога е студено времето, како тоа влијае на срцето? И што да се избегнува? Важно е да се дозира. Видете, важно е секој да се ги знае своите граници, можностите, посебно тие пациенти кои што имаат кардиоваскуларни заболувања. Зголемениот напор во услови неповолни, како што се ниски температури, ветер, влажност, е дополнително оптеретување на срцето и може да провоцира проблем, да дестабилизира состојбата или да биде прва манифестација кај некој што не знал. Затоа е важно соодветна прво подготовка. Телото може би да се подготви, да се загрее уште додека сме дома, пред да излеземе на ниска температура, соодветно да бидеме облечени, во смисол повеќе слоеви, за да не заштити од студот. Меѓутоа, истовремено треба да се мисли дека ако планираме физичка активност, треба да размислиме да не се испотиме, затоа што ако се испотиме на ладно, ветровито време, тоа ќе значи оладување на телото, дополнително проблем. Значи, мора да се прилагоди дозирањето. Спортистите знаат, зимските услови, режим на тренинг се поинакви неголи во другите денови. Поголема претходна подготовка, веројатно има додека да излезат на терен. Дозирање на активноста, не е истото темпо, не е истиот напор, како кога имаме поволни услови за движење. Меѓутоа, апсолутно се препорачува активност, ако не во надворешна средина, во затворена просторија, меѓутоа и тука да се внимава сега на соодветна проветреност на просторијата, затоа што недостатокот на кислород, зголемена концентрација на јаглерод моноксид, кај што дишеме, еве теретаните, мора да пратам порака, млади луѓе вежбаат зголемен напор, телото мора да одговори, срцето мора да одговори, меѓутоа ако нема доволно кислород, тоа е камшик за срцето, не функционира во тие влошени услови. Така да не е само да одите, да влезете, да вежбате вежбате и да намери, значи сакаме да вежбаме во соодветни услови. Така, да. Ја споменавме исхраната, значи треба малку да повнимаваме во овој период, така каква храна внесуваме или да гледаме малку и да ја потрошиме. Поентата е да внесуваме колку што трошиме. Так. Ако помалце се движиме, помалце сме активни, тоа значи треба сега Помалку помалце да внесеме јадеме, количински. неголи што сме јаделе во другите месеци кога сме биле повеќе физички активни. Така, да. Значи нема оправдување во смисол зимно време појака храна. Ако не трошиме, ќе јадеме колку што трошиме. Така. Во поглед на терапијата, барали во зимскиот период поголема контрола терапијата, некогаш промена, менување, ама не велиме с нас сами на своја рака, туку по препорака на лекарот. Требали да се прават почести контроли на притисокот, на крвната слика, ЕКГ, по потреба. Што е која е препораката до пациентите кои веќе имаат одреден проблем со срцето? Пациентите имаат искуство. Они знаат дека во топлите месеци може притисокот да им се намалува, дури имаат потреба и да намалат дози на лекови. Во зимските месеци е обратно. Притисокот знае да се дестабилизира,
заради студот, заради исхраната, заради отсуството на движење. И тогаш тоа значи или да се зголеми дозата на лекот, или да се додаде плюс лек. Значи, важно е да помислат дека можеби има проблем, затоа што притисокот знае да не се манифестира. Многу од пациентите функционираат со притисок 160, 170, сметајќи дека е тоа нормално. Не е нормално. Нормален притисок е 130 со 80. Се што е повеќе, тоа е зголемен притисок, независно од годините на живот. Морам да го кажам, бидејќи тоа не е македонска формула, некоја собираат 100 плюс години на живот. Повисок е нормално 90 години треба да има 190 крвен притисок, што не е така. Значи, мора да помислат, да си го проверат притисокот во зимските месеци, да проверат фреквенцијата на срцето, дали има аритмија некоја. И нормално, ако има отстапување, нарушување, да си побараат консултација со докторот за корекција на терапијата. И многу важно е да не ги занемаруваат симптомите, предупредувањата. Како што кажа гледашот пред тоа, ако чувствува некој тегоби, нешто се менува, не е како што било, консултирајте се. Подобро е да нема ништо, отколку да се пропушти некој проблем што може да заврши со оштетување на здравјето. Така, некогаш е доволно и каиматичниот, така да го добие советот и препораката, кој потоа ќе одлучи така дали ќе треба да се упати на специјалист. Може да проценат дали има потреба од дополнителни консултации. Така, респираторните инфекции, вирусите, ковидот, грипот индиректно влијаат на работата на срцето. Се под зголемен ризик овие пациенти, може ли да ја влоши состојбата? Респираторниот и кардиоваскуларниот систем одат рака под рака. Значи, тоа функционира во една заедница. Промените во едниот систем доведуваат до промени во другиот. Циркулацијата во белите дробови е под влијание на размената на гасовите во дишните патишта. Друго, болеста на белодробниот паренхим, една пнеумонија, значи да дел од функционалното ткиво е исклучен од функција. Тука не е само размена на гасови, крвотокот трпи промени. Тоа доведува до промени во работата на срцето, го оптеретува срцето. Пациентите што имаат хроничен бронхит, они знаат. Хроничниот бронхит дава последици на срцевата работа. Така да една акутна респираторна инфекција како бронхит може да дестабилизира состојбата, посебно ако имаме срцева слабост. Че срцевата слабост подразбира неспособност на срцето да ги задоволи потребите на телото, да одговори на потребите на телото. Еден бронхит може стабилната срцева слабост да ја дестабилизира. Често го слушаме терминот декомпензација. Компензирана состојба значи дека со механизмите што ги има срцето и кардиоваскуларниот систем наоѓа начин да се прилагоди, да одговори на потребите. Кога тие механизми се исцрпени, срцето веќе не може да одговори на потребите, велиме декомпензира. Така да една респираторна инсуфициенција може да доведе до декомпензација на една стабилна срцева слабост и одеднаш пациент кој што добро функционирал, сега не може. Па велиме, докторе, јас кашлав суво, имав температура, одеднаш сега ми потекоа нозете, не можам да земам воздух, значи дека таа инфекција респираторна довела до попуштање на срцето. Така и компликации. Времето за емисијата е толку да работиме повеќе на превенцијата. Така, ако веќе некој проблем ќе се појави, така да применуваме добри здрави навики кои што нема да ја влошат состојбата, туку барем да ја одржуваат во контрола. Видете, богатите земји инвестираат во превенцијата, велат не се доволно богати за да трошат на лекување. Едниот момент и вториот се последиците. Значи, последиците од болеста, значи намалена работоспособност, намален квалитет на живот, нешто што не можеме да го купиме со пари. Така да. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.